Децата се најнезаштитени во домот, училиштето и во другите институции кои се надлежни да овозможат непречено остварување на нивните права, констатираат од првата детска амбасада во светот Меѓаши по анализата на работата на SOS телефонот за деца и младинци и бесплатната правна помош. Алармантно се зголемува бројот на запоставени и омаловажувани деца заради разводи на нивните родители, предупредува Меѓаши. Дел од нив преку SOS телефонот на детската амбасада пријавиле дека социјални работници ги принудувале да поминуваат време со родителот, кој заради своето насилно однесување не добил старателство врз нив. Од 959 јавувања, 1/3 се однесуваат токму на деца чии родители се разведуваат. Со насилство и со морање не можеме да ги натираме децата да имаат и да остварат подобра комуникација со родителот на кој што нема старателство. Значи, во вакви случаи се случува децата сами да се јавуваат и да кажуваат дека не веруваат на никого. Овие деца не веруваат на родителот на кого има старателство, не веруваат во институциите, не веруваат дека некој може да му помогне. На нив им се наметнува прашањето: зашто и зашто сме ние криви што нашите родители се разделиле? И зашто мораме да се видиме со родителот кој што можеби претходно бил насилен, ги злоставувал и така натаму. Социјалните центри потврлаат и во делот на згрижувањето на жртвите. Мајка и 5-месечно бебе со недели чекале место во шелтер центрите, пошто немале избор освен да се вратат кај насилниот сопруг и татко. Родител дојде со своето 5-месечно дете овдека, во 17 часот ниедна институција не работеше. Немавме каде да ги обратиме, немаше каде да се згрижат. По наши напори во контактите со Центарот за социјална работа, направивме напори да бидат згрижени во шелтер центар. Чекањето за да се згрижи едно семејство во шелтер центар, каде што не е жртва само мајката, станува збор за 5-месечно дете, на несоодветни временски услови, каде 2 недели треба да чека за да се види дали има место во шелтер центарот. За 2 недели може да се случи се. Родителите им прават штета на своите деца и со тоа што на профилите на социјалните мрежи објавуваат нивни фотографии. Одредени возрастни луѓе синувале фотографии од деца, ги поставувале на своите Facebook профили, отварале нов Facebook профил со несоодветна и со вулгарна содржина. Затоа апелираме до родителите дека нема потреба децата да им отвараат Facebook профил. Нема потреба сликите од годишните одмори, од семејните веселби или од децата да ги ставаат на своите Facebook профили, затоа што на таков начин тие фотографии се достапни до тие кои што сакаат да им наштетат на децата, а родителите ќе сносат одговорност, затоа што тие се кои што им ги поставиле фотографиите. Најзагрозена категорија се децата од сиромашните семејства, кои живеат од социјална помош. Голем дел од нив воопшто не се вклучени во образовниот процес, односно принудувани се да питачат или да продаваат најразлични предмети на семафорите. Помал економски раст